тргнувајќи од еклектичните поводи, од индиферентноста на проблемот, од флексибилитет на колибалитетноста, од една девијативна смисла на зборот, само со вакви зборови, јас ништо не разбирам. Не разбираш кој немаш врска од диалектика. Може работа. Значи, да се посетиме. Битолчанецот Панде Димитровски, добро познат хуморист од Битола, одбележа 18 години од излегувањето на првиот број на неговиот магазин за хумор и забава Без навреда. По повод полнолетството од печат излезе ретро издание наречено "Скокотни ме да се насмеам", во кое се објавени бројни шеги, вицеви, анегдоти, замислени интервјуа кои во овие мрачни времиња на читателот му мамат насмевка. Човекот, кој ако го сретнете на широк сокак во ресторан, кафуле или продавница, наместо добар ден ќе ве отпоздрави со виц, и на промоцијата на ово специјално издание на магазинот не запре со своите шеги. Ево битолски разговор две госпожи, кај си што да правите како сте што има ново старо, кај си не ти има мине, чекнелично, со една другарка од стечени бевме, му го зедовме редо, смолево, пелисте, бериме билки. Бериме наваличе, бериме поливачи, бериме ова, бериме шумски плодој, се бериме. И за мене, детето најмалото со нас, и то бериме печенки, бериме ова, бериме моли. Точно да големото што стане, тоа е многу напред, во Грција, бери портокали, сестра му и тоа станеже, бери. Аш ти кај? Тој бери душа на интернет. Првиот број на Без навреда излезе во октомври 2005 година и до денес се објавени 110 броеви, а соработници на Димитровски се истакнати битолски карикатуристи, шеговијци и новинари. На старту, како главен одговорен уредник и уредник, создадов редакција со повеќе рубрики, со напомена исклучиво да се занимаваме со хумор и со забава за нашите читатели. Многу тешко беше почетокот, бидејќи почнавме исклучиво со сопствени средства и со преголема желба да се направи. Долгогодишното искуство како личност која бев љубител на хумор и на забава, допринесе тоа да создаваме една добра редакција, бидејќи Битола од секопат била место кај што имаше почва за хуморот и забавата. За жал, обстанокот на магазинот е неизвесен со оглед на тешките финансиски состојби со кои се соочуваат весниците во државата. Може да се каже дека создадовме безброј многу пријатели, помагатели на весникот Без навреда, за да може тој да обстои 18 години. За жал, сега времена да се многу тешки и дали ќе продолжи весникот Без навреда да се печати или да излегува, многу е битно да се каже дека ние вечерва одбележуваме 18 години од постоењето. И сега, бидејќи јас сум пак повозрастна личност и ги патив двете држави, Југославија и Македонија, на времето во Југославија сите знаат многу добро дека постоеше Тито фонд. Сега Без навреда е во рацете на Таче фонд, на Мицко фонд, на Заев фонд, на Љупчев фонд и така. Доколку се создадат такви фондови, се надевам дека Без навреда ќе продолжи во ваква форма. Слоганот Без навреда однапред ги предупредува да не се навредуваат оние кои ќе се прочитаат или препознаат во весникот, но политичарите никогаш нема да го сватат хуморот, вели Димитровски. Душко Радовиќ многу убаво има кажано во еден афоризам, кој вели вака: политичарите додека се на земја, се како гулаби ти јадат од рака. Ќе се качат горе и веќе знаете што прават. Смеењето е половина здравје, додава Димитровски и препорача битолчани да читаат Без навреда во замена за лексилиум. Најбитно беше да се сретни со некој да ти каже некој виц. И нормално, дури да стигнеш до Скопје, веќе вицови цел да се каже.